Почитувани представници на медиумите, почитуван вице-премиер, почитувани градоначалници, почитуван директор, почитувани присутни. Ако тргнеме од познатата научна константа дека водата значи живот, тогаш јасно е зошто ние денеска се сретнавме и одржавме еден многу значаен состанок на кој главна тема беше водата. Неколку проекти на владата за изграда на хидросистеми се историски чекори за достигнување на чувството на сигурност дека има вода. И тоа здрава вода, безбедна и вода во доволни количини. Хидросистемот Злетовица е еден од неколкуте хидросистеми во државата, исто како и другите, и тој повеќенаменски систем опфаќа водоснабдување, наводнување и енергетика. И за нас тој представува државен проект. Изградбата е започната пред неколку години, но поради сложеноста и големината, реализацијата е проектирана да се одвива во неколку фази. Првата фаза е водоснабдување како приоритетна и од најголемо значење за жителите на овој регион, со што го обезбедуваме основното човечко право, а тоа е достапноста до питка вода. Мене ми е многу драго што благодарение на хидросистемот Злетовица, околу 100.000 жители од овој регион, поточно од општините Штип, Свети Николе, Пробиштип, со Злетово, Кратово, Карбинци и Лозово, ќе имат достапна, безбедна питка вода и континуирано снабдување, што е од исклучително значење, особено во летните месеци. Втората фаза на воднувањето е од најголемо значење за земјоделците, а индиректно и за вкупната економија. Со реализацијата на ова фаза ќе се реши долгогодишниот проблем со континуираното обезбедување на доволни количини вода, потребни за одржување на земјоделските површини. Невозможно е да очекуваме развој и модерно земјоделско производство ако претходно не сме ги создале основните услови. Со завршувањето на втората фаза ќе обезбедиме вода за сите земјоделци од општина Пробиштип. Во периодите на долготрајна суша тие повеќе нема да гледат во небото посакувајќи да заврне дожд. Со модерните хидросистеми како што е хидросистемот Злетовица, ќе можеме навистина да развиваме модерно земјоделство, да мислиме на развој, на зголемување на приносите, а не да мислиме дали има или нема вода. Тој страв ќе биде минато за сите земјоделци од оваа општина кои обработуваат околу 3500 хектари земја. На нас останува врската, како што впрочем и се договоривме денеска на состанокот, дека сите заедно ќе вложиме максимални напори овој хидросистем што поскоро да ја слави завршната фаза. Тешко е, тоа е неспорен факт, пандемијата дополнително ги успори работите, но ние остануваме посветени на нашата цел. Ова важи не само за хидросистемот Злетовица, туку и за сите други капитални инвестиции и проекти. Овде би сакал да напоменам дека за безбедно и ефикасно снабдување клучна улога имат и чистите канали за наводнување. Тоа е исто така една од приоритетите на Министерството, со поддршка на останатите институции да спроведеме една голема акција за обновување и чистење на постоечките канали. Водата мора да тече и мора да има секаде каде што има макар и една педа обработлива земјоделска површина. За крај, исто така сакам да упатам и посебна благодарност до Европската инвестициона банка за досегашната и идната техничка поддршка во реализацијата на овој капитален хидросистем. Ви благодарам.